Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес ќе зборуваме на тема Христово воскресение и негови докази. Зошто треба да веруваме во Христовото воскресение? Апостол Павле вели, ако Христос не воскреснеше, тогаш сме најзасожалување од сите луѓе на овој свет. Знаеме дека Исус Христос беше јавно погубен во Јудеја во првиот век од нашата ера, за време на Понтиј Пилат, римски управител. Неговата смрт беше со распнување по барање на еврејскиот Синедрион. Тоа беше еврејско духовно и политичко тело. Некои историчари во тоа време, како што се Јосиф Флавије, Тацит, Луцијан, па и еврејскиот Синедрион, го потврдуваат овој настан, смртта на Исус, врз основа на многобројните рано христијански сведоштва. А што се однесува за воскресението на Исус Христос, постојат неколку факти кои го потврдуваат тоа. Мнозина во минатот, па и денес, кои имале разни општествени титули и испитувајќи ги реално библиските списи, Светото писмо, јасно согледале и рекле дека воскресението Христово не остава никакво место за сомневање. Луѓето од овој свет, некои научници, сите нешта што постојат како надприродни, се обидуваат да ги сведат на природни причини. Ако, например, Христовото воскресение му пркуси на природните закони, тие не се во состојба тоа да го признаат за веродостојно. Тие се скептични да поверуваат дека се случило такво нешто. Можеби со тоа ќе ја наруши нивната интелектуална мок и сила, да веруваат во нешто празно. Тие дури и да има докази, пак не ги земаат предвид, бидејќи нивниот методолошки пристап е заснован на природните причини. Вернер фон Браун, научник, вели, да бидеш присилен да веруваш во само еден заклучок, би ја нарушил суштинската објективност на науката. Еве неколку правци кои го докажуваат Христовото воскресение. Прво, имаме вистински сведоци и очевидци на тој настан. Мнозина од првите христијани се соочувале со прогонство токму заради ваквото тврдење дека Исус е жив. Тие претрпеле гонење од своите домови и мачење отколку да се одречат од сведоштвото за живиот Исус. Ова вистина се потврдува во дела на апостолите, кога апостолите ревносно го проповедаат тоа, така што тие се соочија со големо спротивставување, со тепање, но и покрај се бројот нарасна до 5000 души. Мнозина се обратија. Во дела на апостолите 4 глава ни се вели вака. Додека тие уште му зборуваа на народот, пристапија при нив свештениците и управителот на храмот и садукеите, вознемирени поради тоа што го поучуваат народот и проповедаат воскресение на мртвите во Исус. И што направија? Ставија раце врз нив и ги фрлија во темница до идниот ден, зашто веќе беше вечер. А мнозина од оние кои го слушнаа словото поверуваа, така што бројот на мажите, како што реков, се зголеми до 5000. Но без разлика на мачеништвото и сведоштвото на првите христијани, тоа само по себе не докажува ништо, бидејќи мачеништвото е тоа што ги оправдува. Не е тоа што ги оправдува мачеништвото, туку веродостојноста на верникот што демонстрира искреност на видлив начин, кој преку сведоштвото на Светиот Дух знае дека тоа е вистина. Ако сето тоа би било лага, зошто имале толкова сила истиот настан, постојано да го повторуваат и да тврдат дека е вистина, знаејќи дека пред нив некој загинал маченички? Зошто таквата лага би ја одржувале со мачеништво, со уништување на домовите?
Зошто би се изложувале на смртни закани, затвори, прогонство од своите домови, ако не беше внатрешно сведоштво, кое се темелеше на Светиот Дух и на надворешното сведоштво на очевидците во тоа време. Апостолите беа правите учевици. На почетокот сите некако сигурно се разочараа кога го видоа нивниот учител на крстот, но по некое време и мртов. Воскресението кај нив предизвика вистинска промена. Тие штом видоа дека Исус умре, веднаш се сокрија, се помислија дека ќе ги прогонуваат и нив и затоа бараа спас да се сокријат. Откако го видоа Исус жив, тие се појавија со голема храброст, не само пред обичниот народ, туку и пред првосвештениците и сите одговорни лица во тоа време да сведочат за вистината на воскресението. Тие не беа подкупени од некого за таа драстична промена. Тие напротив се откажаа од се за да го следат живиот Исус. Тој е првиот и основниот доказ за веродостојноста на воскресението на Исус Христос. Како вториот правец во докажување на Христовото воскресение би било обраќањето на големиот скептик Савле или подоцна наречен Павле. Или апостол Павле, кој што секојдневно го цитираме. Павле беше голем прогонувач на црквата. Тој имаше првосвештеничко властување за оваа работа. Откако Исус после воскреснувањето му се јави кога патуваше за Дамаск, тој стана еден од најплодоносните мисионери и учители и проповедници на сите времења. И истовремено прогонуван од истите тие кои го беа овластиле да ги прогонува христијаните. Апостол Павле има 14 посланија напишано во Библијата. Сите тие сведочат за воскресението на Исус Христос. Да не беше тоа вистина, ние ќе немавме потврда дека Исус воскресна. Третиот правец во докажување на Христовото воскресение би бил овој. Самите непријатели на Исус потврдија дека гробот е празен и всушност тоа укажува дека таквото тврдење произлезе од Ерусалим, од непријателите на Исус. И бидејќи тоа произлезе од таму, непријателите можеа да го изложат телото пред сите и да кажат дека е кај нив ако не беше вистина. Но тие немаа таква потврда и го немаа мртвото тело кое ќе им послужи како доказ дека тој не е воскреснат. Наместо тоа, тие измислија приказна дека додека спиеле стражарите, дошли учениците и го украле телото. А истиот тој гроб и тело беше под надзор на Пилат, кој не смееше да дозволи таква грешка. Како можеме да го објасниме фактот дека гробот е празен? Ако учениците го украле телото, како што непријателите сакаат тоа да го прикажат, тогаш учениците ќе знае дека тоа е измама за која што воскресение си го дадоа и животот. Кај нив ќе дојдеше до отпор, за да може таа измама да ја обелоденат и ќе завршеше секоја надеж дека Исус е жив. Но тоа го немаше во нивното понатамошно сведоштво, туку напротив, страдаа за воскресението на Исус. Првите христијани беа премногу мачени после пожарот 64 година, кога вината за палење на Рим ја префрлиле на христијаните. Целта на Нерон му била да ја прошири својата палата. Тоа било големо страдање кога христијаните, ни виновни, ни должни, ги фрлале во оган и сакале да ги искоренат од општеството, сметајќи ги дека се тие некои атеисти, некое опасно движење, како и денеска во некое општество. Па дури и ние во денешно време страдаме поради некои такви озборувања. Ако учениците не го украле телото,
Како можеме да го објасниме празниот гроб? Некои тврдат дека Христос е симулирал смртта. Значи има и такви, што подоцна, со договор на некој побегнал од гробот. Приказни. Тоа тврдење е абсурдно, ако се има предвид дека тој беше мачен, исцрпен и се потврди дека е мртов со тоа што го прободоа со копје и од неговата утроба пред сиот народ потече вода и крв, како доказ дека е мртов. Еве што се вели во писмото. Туку еден од војниците го прободе со копје меѓу ребрата и веднаш потече крв и вода. И очевидецот посведочи и неговото сведоштво е веродостојно и тој знае дека зборува вистина за да верувате вие. Исус претрпе голем губиток и на крв. Имаше внатрешни повреди и што уште не. А Пилат требаше да се увери дека е мртов и затоа побара да се симне телото и да се погребе. Римјаните не беа глупави. Такво нешто е невозможно од причина што тој беше потполно оздравен откако им се јави на учениците и на жените. Значи, такво нешто е невозможно од причини што тој беше потполно оздравен откако им се јави на учениците и на жените. Како четвртиот правец во докажување на Христовото воскресение е тоа што жените, без сведоци на воскресението, тие тврдеа дека го виделе неговото тело. Ако се има предвид културата на евреите во тоа време, дека жената немаше право и беше дискриминирана во поглед да сведочи некои важни работи во јавноста. Сведоштвото на жена во тоа време било незамисливо да биде прифатливо. Библијата, не правејќи таква дискриминација, Бог ја избра жената да биде сведок на најголемата вистина, Христовото воскресение. Има една стара јудејска поговорка која вели: подобро зборот на законот да се запали, отколку да се пренесе преку жена. Жените во тоа време немале право да бидат сведоци на судот. Но Бог, имајќи ги предвид жените како негови созданија, им го даде правото да бидат први на тоа големо дело, воскресение Христово. Марија го виде и посведочи, им каже и на учениците. И така, имаме и уште многу важно сведоштво, а тоа е нашето лично воскресение. Кога некој ќе воскресне, односно ќе поверува во Исус и се покаја од своите гревови, тој станува нова личност, како што вели апостол Павле: кој е во Христос, тоа е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. И истиот апостол вели: самиот дух, заедно со нашиот дух, сведочи дека Исус, односно дека сме Божји деца, а со тоа и Исус е жив и воскреснат. Ние сме живи сведоци во денешново време и нашата промена, која што се случи, благодарејќи на Бог што го испрати неговиот свети дух во нашите срца, кој вика Ава, Татко. Сите овие докази на искрените сведоци во случајот со апостолите, убедливата промена на животот, обраќањето на Павле, тие кои беа на почетокот скептици, а потоа станаа маченици, жените како сведоци, сведоштвото на непријателите за празниот гроб и нашата лична промена во денешно време, па и во историјата, сето тоа се случило во Ерусалим, јасно покажува дека воскресението е историски потврдено и докажано дека е вистина. Но останува фактот дека сведоштвото не е само историски, туку и нашата денешна промена, како што реков, која што како верници ја имаме благодарение на тоа Христово воскресение. Павле и сите кои имаа таа промена преку Светиот Дух потврдија дека кој е во Христос, тоа е ново создание, старото помина, ете се стана ново. Потоа истиот апостол вели: така, ако воскреснавте со Христос, се мисли духовно, барајте го она што е горе, каде што Христос седи од десно на Бог. Тоа е запишено во Колосјаните 3 глава, првите неколку стихови. Потоа апостол Павле на Коринтската црква
пишува и вели вака: Ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како некој меѓу вас велат дека нема воскресение на мртвите? Ако нема воскресение на мртвите, тогаш ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед, празна е нашата вера, празно е тоа што држиме Свето писмо во рацете. При тоа се наоѓаме и како лажни Божји сведоци, дека сведочиме за Бога дека го воскреснал Исус. Кого не го воскреснал, ако навистина мртвите не воскреснуваат? Зашто ако мртвите не воскреснуваат, и Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, суетна е вашата вера, а и вие сте се уште во вашите гревови. Тогаш и оние кои умирале за Христос загинале. Ако само во овој живот се надеваме на Христос, ние сме најнесреќни од сите луѓе. Но ете, сега, Христос воскресна од мртвите како првенец на оние кои умреле. Бидејќи смртта дојде преку човек, така преку еден човек дојде и воскресението од мртвите, а тоа е Исус. Зашто? Како што сите умираат во Адам, така и во Христос сите ќе оживеат, но секој по својот ред. Прво Христос, а потоа оние кои се Христови, во времето на Неговото доаѓање. Исус вели: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. Слава ти, Исусе, на Твојата милост за нас. Амин.